Четврток, 13 февруари, кратки вести во 12 часот. Под покровителство на УНЕСКО денеска по 14 пат се прославува Светскиот ден на радиото. Како универзален медиум кој досега до различни заедници и маргинализирани групи, радиото е составен дел од секојдневието на многумина. Супер радио минатата година го прослави 32-иот роден ден и ја држи магијата жива. Препознатлив медиум по обработката на програмата, маркетинг сегментот, музиката, но и со комплетна забавна, информативна и спортска програма. Супер радио останува водечки медиум во својот регион и еден од најпопуларните во Република Македонија. Потврда за работата на радиостаницата дојде и од локалната заедница со доделувањето на Свети Климентовата повелба за досегашната успешна работа и придонес за градот. Се гради хотелот кај Горица и ископана огромна дупка во Ридот. Читатели на Охрид Прес до редакцијата испратија фотографија од градежните работи. На истите се гледа дека е направена голема дупка во Ридот и дека со механизација тече градбата која се одлагаше повеќе од деценија и продолжи изминатата пролет. Доколку проектот остане на првичните најави за габаритот на објектот, истиот треба да располага со 50 соби и околу 120 легла, а целокупната инвестиција беше проектирана на околу 12 милиони евра. Повторно сме му потребни на нашиот Петар, за кого охридската, македонската, но и јавноста од многу пошироко се мобилизираше за да му помогне. По успешната операција од сколиоза, сега пред него се уште 2 сложени операции во Истанбул за период од 3 месеци. За една операција, третман и сместување потребни се околу 30.000 евра. Средства може да се донираат на броевите 143 470 на А1 и 143 173 на T-Mobile, на трансакциска сметка отворена во Халк банка, како и преку GoFundMe. Времето денес променливо облачно со повремени сончеви периоди, дува слаб до умерен југоисточен ветер, максималната температура во Охрид до 5 степени. Повеќе информации на ohridpress.com.mk. Уредник и водител на вестите Даниела Спасик. Технички реализатор Реджеп Селман.